нас некако стана стандард дека секоја зима си чукаме глава ради загадувањето на воздухот и секое лето апсолутно не ни е гајле за тоа. Некако секоја зима не изненадува колку е загаден воздухот во градот, во државата. Оваа година е исклучително важно, можеби и поважно од претходните години, да го оставиме под контрола загадувањето на воздухот, бидејќи се наоѓаме во сред глобална пандемија. И тоа пандемија од вирус кој што ги напаѓа дишните патишта. Значи, од една страна имаме загаден воздух кој што влијае на нашите дишни патишта, а од друга страна имаме вирус кој што исто така ги напаѓа нашите дишни патишта. Јас лично сум навистина загрижена што ќе се случува оваа зима. Сега, има многу фактори кои што допринесуваат до загадувањето на воздухот, како што се депониите и палењето на отпадот, како што се големите фабрики кои што се навистина големи загадувачи. Меѓутоа, еден од најголемите загадувачи се дефинитивно автомобилите. Во периодот кога имавме карантин и полициски час и кога немавме многу движење на улиците, се покажа дека загадувањето на воздухот беше значително намалено во тој период. Тоа ни покажува дека издувните гасови од автомобилите играат навистина голема улога во загадувањето на воздухот. И се во ова го кажувам затоа што бев многу поттикната од една анкета која што е направена неодамна, за тоа колку од домаќинствата во нашата држава поседуваат автомобил и колку поседуваат велосипед. Речиси 66% од испитаниците кажале дека имаат автомобил, а само 33% кажале дека имаат велосипед. Тоа е речиси двојно повеќе автомобили. Ако земеме дека 66% од семејствата во државава поседуваат најмалку еден автомобил, тоа значи дека во државава на 2 милиони луѓе има преку милион автомобили. Не знам за вас, ама јас мислам дека тоа е навистина огромна бројка. Значи, нас уствари омилени ни се автомобилите. Нигде не мрдаме без автомобил. Абе, до продавница, ако треба со кола идеме. Сега, тие што ме следат подолго време, знаат дека јас секаде одам со точак. Главно средство за транспорт ми е точакот. И навистина гледам многу позитивни работи од тоа да се возиш со точак, меѓу кои и дека секаде стигам многу побрзо отколку ако одев со автомобил или со такси, на пример. Не можам ни да избројам колку пати сум прошишала со точакот покрај цела редица автомобили кои што чекаат на семафор. Се прашувам зошто е тоа така, зошто има толку огромна разлика во бројките на оние кои што имаат автомобили и кои што имаат велосипеди, точаци. Она што ми паѓа на памет е тоа што нашиот менталитет во државава, мислам дека е се уште дека точакот е превозно средство на сиромашните и е срамота да одиме со точак, да се возиме со точак. Од друга страна, ако се возиме со кола, тоа значи дека ние сме господа, дека ние имаме пари, ние сме успешни во животот. А уствари во светски рамки тоа е многу поинаку. И знам дека повеќето од нас размислуваме на начин као јас сум само еден човек, што можам јас да направам? Но верувајте дека секој потек на секој поединец допринесува кон големата слика. Значи, ако јас направам нешто и вие го направите истото и сите го направиме истото, можеме навистина да имаме големо влијание на животната средина во која што живееме. И навистина е многу важно уште сега да размислуваме, во текот на летото да размислуваме за што не чека во зимата, затоа што навистина се плашам дека ќе има големи последици врз здравјето на луѓето кога ќе се направи комбинација од загадувањето на воздухот и коронавирусот.